Како се помине покрај универзалната сала, останува горкото чувство дека таа е подзаборавена или за неа функционерите само зборуваат, ама многу малку прават. Култната зала беше срушена за да се поправа, па и беше ставена нова конструкција, па изгоре целосно. Сето тоа низ годините само ги разочаруваше скопјани дека институциите не си ја вршат добро работата, а најповиканите како што се град Скопје и Министерството за култура само си ја префрла одговорноста или најавуваа бомбастични акции кои потоа ги немаше на терен. Сега универзална сала го чека Орце Ѓорѓиевски вистински да ги забрза работите. Може тој и не е целосно одговорен, но доби доверба да раководи со Скопје, а салата беше еден од украсите на градот и треба да се вклучи во решавање на проблемот. Добро е што пред повеќе од еден месец министерот за култура Зоран Људков најави дека ќе се работи на објектот забрзано. Па докаде се работите, треба да праша Орце и потоа да ги забрза работите. Скопските улици вчера повторно сведочеа за загубен живот во сообраќајна несреќа. Среде белден во центарот на градот загина пешак кој преминувал булевар со велосипед. На него налетало возило. И ова се случи само еден ден по друга сообраќајка во центарот на Скопје, кога беше прегазена и тешко повредена и една жена. Страшно. Ова се случува ептен пречесто во главниот град. Бројни се загинатите и тешко повредените лица. До кога сообраќајната некултура ќе зема жртви? Зарем толку се нескротливи здивените возачи, па со нив не може да излезе накрај целиот полициски и судски систем? Ова се прашањата што се погласно ги поставуваат скопјани. Тие бараат полицијата да биде присутна на скоро сите попрометни места и црни точки низ градот. Во дневните извештаи на МВР се гледа дека се изрекуваат многу казни, но очигледно тоа не е доволно вразумувачко за многуте неодговорни возачи. Време е и казните да станат повисоки, односно построги, посочуваат граѓаните на социјалните мрежи. Инсталирање на уреди за мерење на бучавото од кафулињата на територијата на општина Центар денеска најави градоначалникот Горан Герасимовски. Тој кажа дека уредите што ќе ловат кое кафуле прави висока бучава ќе почнат да се поставуваат оваа недела. Внимателно се одбрани местата каде што имало најмногу поплаки од граѓаните во минатото. Герасимовски најави дека овие мерачи ќе се постават на 30 локации. Жителите на општина Центар со години се жалат на бучавата од кафулињата не само за време на викендите, туку и во работни денови. Изет Меджити од денеска и официјално ја презеде функцијата градоначалник на Чаир, откако го доби уверението за избор од изборната комисија. Веднаш изјави дека пред Чаир стои ново поглавје и дека е среќен што се враќа на своето место. Тој вети транспарентно и одговорно владење и ги повика граѓаните на соработка за еден развиен и обединет Чаир. Изет Меджити на локалните избори во првиот круг го победи кандидатот на ДУИ Бујар Османи. Меджити предходно до 2021 година исто така ја извршуваше функцијата градоначалник на Чаир. На Факултетот за драмски уметности од утре до 8 ноември ќе се одржат студентските средби Скомрахи со учество на студенти од повеќе европски драмски академии. Годинишните средби целосно се концепирани и програмирани од студентите на ФДУ, кои се инспирирани од желбата да се откријат нови реалности и алтернативни перспективи за уметноста, театарот и човековото постоење. Под мотото Друг свет, фестивалот го истражува просторот помеѓу имагинарното и реалното, границите на телото, идентитетот и сцената, наведува организаторот. Сите настани ќе се одржуваат во Драмскиот театар. Полицијата уапсила 46 годишен маж од Скопје осомничен за силување на малолетничка. На 3 ноември во 22 часот и 10 минути полициски службеници од ЦВР Скопје лишија од слобода 46 годишник од Скопје, постапувајќи по претходна пријава дека извршил облјуба врз неговата малолетна поќерка, известија од полицијата. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава. Утрово околу 3 часот во СВР Скопје било пријавено дека на улица Јордан Мијалков во Скопје пронеден е починат маж на 48 годишна возраст од Скопје. Лекарот итна медицинска помош констатирал смрт без видливи траги на насилство, а по насоки најавен обвинител телото на починатиот е предадено на обдукција.
12-годишно дете се здобило со тешки повреди во автобус на ЈСП. Инцидентот се случил откако возачот нагло го закочил возилото. Од МВР информираат дека вчера во 19 часот во СВР Скопје, жена од село Кондово пријавила дека на улица Митрополит Теодосиј Гологанов во Скопје, додека се возела во автобус на ЈСП, возачот нагло закочил, при што нејзиниот 12-годишен син паднал и се здобил со тешки телесни повреди. Повредите биле констатирани во градската општа болница Свети Наум Охридски.